Министре, уште со првата објава на информацијата дека се реконструира за прв пат атлетската патека, имаше бројни коментари на граѓаните, се разбира во позитивна смисла, но нивен предлог е исто така дали може оваа подлога на која што сега стоиме, наместо со вестачка да се врати во првобитната состојба на природна трева, ајде јас така ќе го кажам. Значи, најголем дел од нив се поранешни професионалци, фудбалери на фудбалскиот клуб Борец. А за градоначалникот би прашала само дали ќе може општината сама, исто така, само во делот на обкружувањето на зидот да внесе, мислам да издвои од сопствениот буџет финансиски средства, за да може да се заштити објектот, кажуваат и професионалните спортисти, а исто така и граѓаните. Па се исто. Видите вака, значи, јас се радувам дека реакциите се позитивни и сум свесен дека многу од граѓаните очекуваа реконструкција на атлетската патека, токму затоа и она што го ветивме со градоначалникот, покажуваме на дело дека се одржуваме зборот и што мислам дека според мене е многу важен сегмент во функционирањето на едни политичари кои што треба да се во служба на граѓаните и на својот народ, така да мислам дека треба да имаме сите предвид дека Македонија нема неограничени средства на финансии и дека сите оние финансии кои што ги имаме се лимитирани и ограничени и треба да најдобро што можеме да ги менеджираме. Ја разбирам и жалбата на граѓаните, меѓутоа треба исто така се свати. Не, да не бидеме заборавени во смисла наредните години. Знаеме дека прекурет нели не бива, треба секаде да се распределат финансиски средства. Но дали може ова барање на поранешните фудбалери, на актуелните фудбалери да се испочитува? Може би во наредна година, во наредни години. Оставете завршам ќе одговорам. Значи, државата инвестирала во комплетно нова подлога, кој што според мои проценки е преку 20 милиони денари. И сега да се вади оваа инвестиција која што е направена пред 3 години, 4 години, за да се постави повторно нова, мислам дека според мене нема никаква апсолутна економска логика, затоа што овој терен е навистина прекрасен и иновациите во овој тип на подлоги, мислам дека најголемите спортски клубови токму на вакви фудбалски клубови токму на вакви играат. Значи ова не е оштетена како што се пишува. Ова апсолутно ново. Гледате дека смената е подлогата, сега ја менуваме и атлетската патека, мислам дека ќе инвестираме во спортската сала, мислам дека за 12 месеци, 24 месеци постоење на Министерството за спорт, инвестиции толку велес во делот на спортот не памтам да имало, ако имало. Па спортски град сме? Ако имало или бевме? Да поправете, меѓутоа ја ги разбирам барањата на граѓаните. Сите сакаат се одеднаш, меѓутоа како што напоменав, мора да се има предвид економската моќ генерално на цела држава, меѓутоа и на Министерството, затоа што ние немаме неограничени